Веќе ви го најавив нашиот разговор, секое дете, без разлика дали е во нашата земја, во светот, сите деца заслужуваат спокојно, убаво, мирно детство. За жал, децата денес растат во војни, растат во услови на сиромаштија, во услови на глад и она што денес ќе го направиме во нашето студио, ќе обрнеме внимание на правата на децата, именно по, за жал, немилиот настан во кој што имавме можност да видиме како еден родител врши насилство врз своето дете, утринава токму и за правата на децата во нашата земја, кој што, како што знаете, ги спроведува и УНИЦЕФ. Ќе имам можност да разговарам со представничката, господјата Лесли Милер, која што ќе не ги каже деталите. Мис Милер, welcome. I'm very happy that you are here with us today. Thank you. I'm happy to be here. Среќна што заедно со нас е господјата Лесли Милер. Па првото прашање ќе биде и ќе се однесува на тоа дека господја Милер во Македонија и во Балканот, генерално на Балканот кај нас, има една стара поговорка која што вели ќотакот е излезен од рајот. За жал, генерации и генерации деца во Македонија се воспитувани токму на тој начин со воспитни мерки кои што вклучуваат насилство и покрај сите апели и поуки дека тоа не е вистинскиот начин, сепак се чини дека овој модел на воспитување и понатаму опстои. Постои ли начин да се прекине насилството и овој начин на воспитување на децата? Пред се, благодарам што ме примивте. Второ, тоа навистина е важно прашање. Ви благодарам што го поставивте. Знаеме дека над 3/4 од децата во Северна Македонија доживуваат насилна дисциплина, што може да биде физичка или психолошка агресија. И родителите обично веруваат дека тоа е во ред, веруваат дека е нивно право да одлучат какви дисциплински мерки ќе применат со децата и сметаат дека родителството е приватна работа. Реалноста е дека насилната дисциплина им штети на децата, всушност не ги учи ништо и може да предизвика трајна штета. Може да ја засегне нивната самодоверба, чувството за вредност, може да создаде страх во односите со родителите и може да му наштети на нивниот развој. Значи, не е најдобар начин да се воспитуваат децата и покрај долгите традиции на такво однесување. Исто така знаеме дека создава една култура каде што насилството се прифаќа и тоа се одразува во малтретирањето на училиште, во насилството на интернет и има меѓугенерацијски пренос на насилството. Гледаме три работи кои што навистина се неопходни за решавање на сето тоа. Веројатно има повеќе од три, но ќе посочам три. Првото е поддршка и едукација на родителите. Родителите треба да сватат дека користењето на насилството не е добар начин за воспитување на децата и треба да бидат умешни да користат различни видови дисциплина за да ги подигаат децата поинаку. Второ, имаме добри закони во Северна Македонија. Всушност, сите форми на насилство се забранети, но законите секогаш не се применуваат, па потребна ни е подобра имплементација на законите и знаеме од другите земји дека комбинацијата на добри закони и кампањи за подигање на свеста, за менување на однесувањето се клучни за општествените промени. И на крајот треба да го зајакнеме системот за детска заштита. Треба да бидеме сигурни дека стручните лица рано идентификуваат ризик од семејно насилство и да интервенираат со соодветна поддршка и услуги. И за тоа да функционира, треба да има сеопшто зајакнување на системот за детска заштита. Заштита на децата. УНИЦЕФ се залага за детство кое што е ослободено од насилство, од експлоатација, од злоупотреба. За жал, во многу случаеви, па и во овој конкретниот сега што го имаме, е повод за нашиот разговор, чист недостаток е одложувањето на постапката. Поточно не се превземаат веднаш судски мерки, судски забрани, можеби затвор, притвор и така натаму. Постои пријава, да речеме, од еден од родителите, но случајот се одложува, жртвата нема каде да оди, нема финансии, се враќа дома и повторно се случува истиот круг. Каде е проблемот најчесто? Where is the problem?
Во однос на одложувањето на постапките, апсолутно навременото постапување е од пресудна важност, особено кога станува збор за децата, и без навремено постапување има ризик по безбедноста на децата, но исто и ризик за довербата што ја имаат во системот. Ова е екстремно важно прашање. Проблемот, би рекла, не е изолиран само на еден сектор, значи нема само едноставно решение. Реагирањето на пријавените случаи на насилство го налага реагирањето на целиот систем, правосудниот систем, здравствениот систем, кога детето ќе биде повредено, образовниот систем и системот за социјална заштита. И овие системи треба да работат заедно, координирано и услугите и службите меѓусебно да соработуваат за да се осврнат на ваквото непостапување во случаите. Второто е важноста на одговорот и реакцијата во чиј центар се наоѓаат жртвите. Кога се пријавуваат жртвите, обично детето и мајката се отстрануваат од домаќинството, каде што всушност треба вторителот да се отстрани. И ова е во согласност со Истанбулската конвенција, која што има ратификувано Северна Македонија, и токму сторителот е тој што треба да се отстрани од домаќинството, а жените и децата да останат таму, да одат на училиште и да го живеат животот во заедницата. И знаеме дека има голема поврзаност меѓу насилството врз децата и семејното насилство. И децата страдаат и од двете директно и како сведоци на насилството што се врши врз нивните мајки. Значи ова е многу важно. Ова е поинаков пристап каде што не треба да ги отстрануваме жените и децата од домаќинството. И трето, аспектите на превенцијата треба да се поврзат со одговорноста на сторителите. Значи, секако за своето насилство сторителот треба да одговара. Истовремено, треба да споменеме дека тоа лице не смее да го повторува насилството. Значи, треба да се согледа и какви програми и промени во однесувањето, програми за контрола на гневот, зависности, алкохолизам и така натаму, кои што му се потребни на сторителот за да го промени своето однесување и да не го повторува насилството постојано и постојано. Апсолутно се согласувам дека одложувањето и доцнењето представува голем проблем и постојат начини за подобрување на системот. Е потребна едукација за родители. Постои ли такво нешто во нашата земја каде што може да се фатиме во костец со проблемот и да знаеме како да го менаџираме односот со нашите деца? Да, имате право. Има голема потреба да се едуцираат родителите, но и побарувачката расте од страна на родителите за поддршка, за помош околу градењето на нивните вештини и така натаму. Има одредени програми кои што веќе постојат, например, има апликација за родителство Бебо, која што дава информации, гради вештини и ресурси кои што може да ги користат родителите. Има посети на патронажните сестри, кои што ги посетуваат родителите веднаш од како ќе им се роди детето и даваат поддршка и совети. Има советодавни служби во училиштата, во центрите за социјална работа и има конкретни модели за родители кои што се воведуваат. Мислам дека предизвикот е што тие не им се достапни на сите во еднаква мера и на одржлив начин. Знаеме дека за тоа да се случи, службите треба да бидат и услугите втемелени во системот, во здравствениот, во образовниот, и тоа се уште е работа во тек. Уште една важна работа би била национална стратегија за родителство, како што реков. Значи не се работи за одговорност на ниеден сектор поединечно, туку националната стратегија ќе даде рамка за различните
услуги и поддршка на родителите и всушност постои нацрт стратегија која што беше развиена во 2023 година и која што сега може да се ажурира, да се освежи, да се ревидира и да се донесе и ќе помогне да се институционализираат услугите и службите на кои што им се потребни на родителите, за да знаат каде да се обратат и да им биде достапно на сите. Затоа што ако родителите не добијат поддршка, тоа не треба да зависи каде живеат, дали се доволно богати, дали имаат доволно невладени организации или донатори кои што ги финансираат таквите услуги, тие треба да бидат низ целиот систем и достапни за сите. Забележале, има и експлоатација на детскиот труд. Сега да појдеме на раскрсницата кај булеварот, поточно на раскрсницата кај салата Борис Трајковски, ќе видиме како питачат малолетни мајки со бебиња или на некоја друга раскрсница кај нас и можеби веќе сведочите. Се менуваат влади, се менуваат гарнитури и тој проблем останува нерешлив. Вашето искуство е обемно и што вели? Има ли начин за сузбивање на експлоатација на детскиот труд? Благодарам за ова прашање. Ова е уште една состојба која што навистина налага итно внимание, целосно се согласувам со вас. Она што е важно е да ги погледнеме основните причини зошто ова се случува и малку да се вратиме назад и да заземеме пристап во чиј центар се наоѓа семејството. Значи тоа се причини поврзани со сиромаштија, со исклученост, со неимање правен идентитет. Сите овие прашања треба да се разрешат во рамките на семејството и за семејството, не за поединечно дете, туку да се погледне состојбата на целото семејство. Тоа бара форма на систем за социјална заштита, услуги, служби и така натаму. Истовремено знаеме дека овие деца на улица имаат потреба од дополнителна поддршка за повторно да се интегрираат во редовниот систем, дали во училиштето или во здравствениот систем, и потребна им е втора шанса за да им се помогне да се вратат пак во образование. Не може тоа да се направи од денес за утре. Едноставно, ако ги тргнете од улица, нема да им се даде сеопфатна поддршка која што им е потребна. Мислам дека еден од предизвиците во врска со конкретнава ситуација е тоа што многу интервенции се поддржани од донатори и предводени од невладени организации, доаѓа решение, се финансира известно време и потоа исчезнува. И пак се враќаме на стариот начин. Значи, слично како и кај родителството, треба да има одржливо и институционално решение кое што ќе овозможи сеопфатни услуги. Ова е една од причините зошто УНИЦЕФ соработува со владата на воведување на механизам што се нарекува Европска гаранција за деца. Детската гаранција е рамка која што дава сеопфатен пакет на поддршка и услуги за најранливите деца, вклучувајќи ги и ромчињата. И ги спојува тие услуги така што се овозможува да се надминат одредени основни негативности и е втемелена во системот, а не е еднократна активност. Од 2024 година секое трето дете во нашата земја живее во сиромаштија. На кој начин УНИЦЕФ ја помага социјалната помош и грижа за да се намали таа детска сиромаштија, затоа што УНИЦЕФ секаде и помага и се грижи за децата? Да, знаеме дека речи се 1/3 од децата живеат во сиромаштија, тоа е повисока стапка од возрастните, па дури и од старите лица. А само 20% добиваат некаква помош, парична помош. Значи работиме со владата на подобрување на системот за детски додатоци за да биде поефективен и поправеден. Треба да се отстранат административни
главните пречки за кои што ги спречуваат семејствата да ги земат детските додатоци на кои што имаат право, така што ќе се воздигнат над сиромаштијата и да се прошири подалеку, вклучувајќи и можноста за универзален детски додаток. Но слично како и кај ромчињата, детската сиромасија не е само еднодимензионална појава, таа е повеќе димензионална појава. Другите аспекти се децата да дојдат во училиште, да бидат покриени со здравствено осигурување, да добијат здравствена заштита и да се овозможи помош за семејствата која што им е потребна. И повторно ова ќе даде универзалната стратегија, ќе даде рамка. И институциите кои што се грижат за децата во својство на нивни старатели, нивни заштитници. Како детето да има што е можно посреќно детство? Значи, мојата порака до родителите, знаеме дека да се биде родител, би рекла, најважна, но и најтешка задача што ќе добиеме во животот. И треба да признаеме дека никој не е совршен. Не постои совршено решение за родителство и постојано треба да учиме. Секоја фаза од животот на детето си носи своји предизвици. Мали деца, мали проблеми, големи деца, големи проблеми, позната ни е поговорката. Додека децата растат и се развиваат и ние треба да ги градиме своите вештини како родители, за да може најдобро да ги поддржиме. И клучно за тоа е да се изгради врска, комуникација и секако љубов на која што им е потребна на сите деца. Значи, децата, родителите треба да ги искористат сите програми за информации и градење вештини со кои што ќе им се помогне да ги подобрат своите родителски вештини. Кај институциите, мислам дека е јасно од и законите не се доволни. Не е доволно да имаме само закони кои што ќе возможуваат детски права, туку треба повеќе да се применуваат, потребни се буџети за да се применуваат, потребна е обука за стручните лица за да може да даваат квалитетни услуги. Значи, ја повикуваме владата да ја стави на врвот од својата агенда, затоа што без тоа иднината на земјата е во ризик и знаеме дека децата се најскапоцени ресурси и треба да им дадеме приоритет. Ви благодариме на прекрасната порака до нашите луѓе, до нашата публика и навистина ми беше чест мене и на телевизијата што дојдовте овде кај нас денеска. Изразив и благодарност да господјата Милер што одвои од своето време да биде заедно со нас и да изврши едно влијание со незиното искуство што таа го работи со години за да може децата во Македонија да растат на вистински начин и да го добијат она што секој дете впрочем го заслужува, мир, спокој и љубов, како што порача господјата Милер во своето растење и созревање.